Али Ахмети и сите албанци во Северна Македонија, а и сите граѓани не треба да се плашат од победата што ќе ја постигне Алијансата за албанците и алтернатива. Треба да се радуват, затоа што ние ќе ги извадиме од тие фјоки каде што системот ги има ставано. Али Ахмети заедно со неговите сопартници и министри. Тоа сака да каже со тоа што не се плаши, бидејќи знае дека со победа на Алијансата за албанците и на алтернатива ќе дојде равноправноста, ќе дојде правдата и можности за сите граѓани во Северна Република Македонија. Како ние ќе постигнеме да ги убедуваме тие граѓани кои што се разочарани од ДУИ преку понуда, преку тоа што веќе тие јасно знаат кои сме ние. Не сме прва во политичката сцена, веќе е јасно дека тоа што сме понудиле, сме биле сериозни и сме го држеле нашето ветување. Тоа што Али Ахмети се обидуваше низ години декларативно да направи, како ќе ви кажам, еден од функциите председател на еден од главните функции во државата да биде албанец, дента кога требаше да биде албанец, тој избега. И не го направи. Него за тоа требаше беа други кои го гласат за да биде. Повеќе од познати се неговите изјави за албанскиот јазик за секоја предизборна кампања. Можда и се сеќавате на коалицијата кога ја направи со ВМРО во 2014 и тогаш беше еден од условите од ДУИ председателот на собранието да биде албанец, ама веќе тоа некако им исчезна од понудата. После почнаа да зборат дека за 6 месеци прво им е НАТО и Европска Унија, второ им беше албанскиот јазик и шесто после беше министерството место. Ниту првата остана, ниту втората го направи само шеската, само глас изеде, ништо повеќе. Ако сакате математика, ќе ви кажам многу проста формула. Редовно албански гласачи кои гласат на сите избори, ако ги видите, се околу 250.000. ДУИ максимум, ако земат како 2016, се движат околу 70-80. Значи, гледате дека останува пошто 170.000 албански гласачи кои сакаат промена. А јас ви тврдам најодговорно дека многу гласачи на ДУИ сакаат и они промена и ќе се гласат